Се е поголем број луѓе ги отфрлаат своите паметни телефони за стари телефони кои можат само да звонат и испраќаат пораки. Старите уреди вртоглаво се зголемија на популарност, бидејќи минатата година во Соединетите Американски држави беа продадени 2,8 милиони, а луѓето изјавија дека се чувствуваат помирни и поприсутни во нивните обични животи со нив. Една жена од Калифорнија изјави дека направила промена откако сфатила дека го поминува целото лето на својот паметен телефон, велејќи дека едва и се сеќава на времето, дури заборавила каде го шетала своето куче. Керолин Кадвел објасни дека префрлањето на стар телефон на почетокот било непрактично, но потоа станало ослободувачко. Компаниите како Dam Wireless ги продаваат уредите, а се поголем број организации против паметни телефони се обидуваат да ја ограничат употребата на уредите, особено кај децата. Активистите укажуваат на статистика како што е фактот дека доаѓањето на паметните телефони се чини дека се совпадна со порастот на стапките на депресија и анксиозност, кои се зголемија за повеќе од 50% помеѓу 2010 и 2019 година. Кристина Динур исто така се префрлила на глупавиот телефон, откако била инспирирана од пријателка која се откажала од нејзиниот паметен телефон затоа што тоа и го одвлекувало вниманието од нејзините деца. Динур објаснува дека била инспирирана од читањето на книгата Вознемирена генерација од Джонатан Хајт, која го поврзува доаѓањето на паметните телефони со зголемувањето на анксиозноста кај младите луѓе.